Македонски христијански подкаст. Вера, надеж и љубов за Македонија. Здраво, добре дојавте во третата епизода од третата сезона на Македонскиот христијански подкаст. Денеска со Никола ќе зборуваме на една важна тема – морал, односно разликување на доброто и злото. Па за почеток ќе прочитаме на дефиниција што е моралот, која ја најдов на интернет, односно на Википедија. Морал – збир на правила на определено општество или општествена класа за содржината и начинот на меѓусебните односи на луѓето и на човечките заедници. Моралот разликува помеѓу доброто и лошото и представува правец во филозофијата кој како предмет на изучување ја вклучува етиката, што всушност опишува начин на живење, тоест став кон животот со свест за дисциплина. Добрите дела се нарекуваат морални и оние личности што така постапуваат, луѓето ги ценат како морални. Лошите дела се означуваат како неморални и луѓето ги оценуваат како неморални личности, кои така се однесуваат. Моралот е една од најважните одлики на човекот. Друга дефиниција за моралот гласи дека моралот е збирот постапки со кои се препознава што е добро и така да се однесува, а што е лошо и така да се оценуваат постапките на другите. Моралот има три извори. Првиот извор е општеството, заедницата, што значи дека мнозинството луѓе се сложиле што е добро и така ќе постапуваат. Вториот извор е самиот човек, единката, кој го создава моралот според собствените идеи и постапки, но и овој морал се оценува во заедницата. Третиот извор можат да бидат сознание од минатото и од целиот свет, се мисли на мудрости и искуство од минатото за прашањата на доброто и злото. Облици на изразување на моралот, морални судови, правила, вредности, однесување, совест, карактер и должностите. Ова е она што го најдов на Википедија и во се ова што го прочитав, никаде не се спомна Бог. Тука во тие три извори, првиот извор вика дека е општеството, заедницата или група од луѓе, вториот извор дека е човекот или индивидуата и третиот извор искуството, односно сознанијата од минатото и од целиот свет. Прашањето е сега, дали човекот без Бог има морал, има стандард за живење? Се чини дека Бог е изоставен од овие дефиниции за моралот. Но во продолжение ќе видиме дека Бог е оној кој го дава моралот. Бог има стандарди како ние треба да живееме. Тој го создаде овој свет, тој управува со светот и тој го создал моралот. Ќе го видиме тоа во продолжение и покрај тоа што Бог го создаде овој свет, тој не создаде и нас, луѓе, слични на Него. Односно, ние сме создадени во Неговиот лик. И една од карактеристиките на моралот е да разликуваме добро од лошо. Ќе го прочитаме тоа понатаму, односно ќе го продискутираме со Никола. Сега сакам да го прашам Никола за едно битно прашање, и често пати кога сме дискутирале, така можеби сме имале и пријатели атеисти, будисти или од било која друга религија. И често е прашањето дали постои апсолутно добро и апсолутно лошо, или пак се е релативно. Пошто оваа дефиниција која читавме сега, има три извори, група на луѓе, така се согласиле дека тоа е добро, па така ќе го прифатат тоа како добро или нема го прифатат тоа како добро, или самиот човек му текнал, имало некои идеи
ова е добро, ова не е добро, па после другите луѓе видоа, аха, овој вака прави, па ајде ќе го одобриме таквото однесување. И третиот извор, некој искуство, значи од минатото, му донеле на човекот сознание, значи дали тоа е добро или тоа е лошо. Меѓутоа, дали постои нешто апсолутно добро и апсолутно лошо, кое не се менува. Тоа останува такво како што е. Значи, дали денеска е то лошо и после 100 години ќе биде лошо, значи тоа е апсолутно. Нешто што не е променливо. Што мислиш ти, дали постои апсолутно добро и апсолутно лошо? Да, тоа што го спомна, искрено малце ме натера да размислам кога кога прочит дефиницијата рече тука нигде во ова слика, во ова дефиниција, да речем, што конкретно е најдет Википедија, нигде го нема Бог и ме натера, не е ни спомнат, значи, знаете, ме натера да размислувам и да си речам, навистина тоа не сум го размислувал како светот прво за тоа што го спомна во дефиницијата, како светот знае да си прави своја дефиниција за добро и зло и го на некој начин го отфрла оној, значи она личност која го измисли самото добро, самото зло, она која му дозволи, му даде воопшто шанса на човекот да може да избери, еве го овај што понатаму ќе читаме пак, еве го овај плод, ако сакаш тоа односно тоа јаболко, ако сакаш касни, ако сакаш да дознаеш што е доброто и злото, ако сакаш не го прави тоа, му даде избор да го направи тоа човекот и човекот знаеме што избра. Историски гледано сега не можеме да речеме дека не е ова гледано од искуство, туку и пред се го пишува Светото писмо и човекот избра да сака да го дознае доброто и злото, односно да касне од забранетото јаболко, забранетото овошје, кој е Господ, забранетиот плод, кој Бог му го забрани и знае што е добро, што е зло, понатаму подетално за тоа ќе го прочитаме, а во врска со тоа конкретно сакам еден конкретен стих да прочитам, да поминам, кој го читав нормално на почетокот. Стварно ме допре и беше онај кој ме натера да размислувам и понатаму да се потикнувам да сум блиску кон Бог и не кон оно што јас или луѓето, човекот може да си прави своја идеја за морал, своја идеја за добрина, бидејќи според тоа што сум го прочитал во Светото писмо и што сум го видел пред се во мене, во другите луѓе, дека ќе ти кажи пријателот, ќе слушниш наоколу, нема ништо добро во луѓето, нема ништо добро кај нас во Македонија, сите различни мислења кажуват, арнова тоа што сум разбрал е од Светото писмо од животот е дека Бог е оној кој е апсолутно добар и апсолутно непроменлив, апсолутно, значи, го кажал, значи, преку својот збор ги кажал заповедите кои понатаму ќе ги поминиме, ќе ги прочитаме, ќе се потсетиме кој беа ти, како што сме се потсеќали во претходните епизоди. И тие оттогаш од Бог кој ги даде во Стариот Завет, тие до ден денес стојат. Значи до ден денес тие се истите, апсолутно стојат, не треба да се прекршат, но за жал ние луѓето како луѓе со грешната природа која дојде преку првите луѓе на земјата, го направивме тоа и понатаму го правиме и го прекршиме тој прекрасен Божи закон кој ни беше даден за да го пазиме. Ни е даден се уште да го пазиме и тоа е она што останува апсолутно правилно, апсолутно добро Бог, самиот Бог и неговиот Божи закон. Тоа е тоа што јас сум го разбрал конкретно за тоа прашање што ти ми го постави, што јас сум го видел и понатаму ќе
со стихови други сакам да го повеќе полемизирам и повеќе да кажам за тоа, да влеземе подлабоко во темата. Да, супер. Фала, Никола, за одговорот. Да, дали моралот е променлив, зависи која дефиниција ја избираме. Доколку сме, доколку е променлив, тогаш сме во неволја. Зошто? Па нешто што било добро пред 100 години, денеска може да кажеме дека тоа е лошо. Така да не е нешто што е стабилно. Не е нешто врз кое ние може да се подпреме. Меѓутоа, Бог не е променлив. Дефиницијата за моралот дефинитивно го вклучува Бог. Бидејќи од него доаѓа доброто. Тој го создаде светот и тој знае што е добро и знае што е зло. Меѓутоа ние треба тоа да го прифатиме. И сега, како ние знаеме дека моралот доаѓа од Бог? Што пишува во Библијата за тоа како ние треба да живееме и што е да знаеме, така да разликуваме што е тоа што е добро, а што е тоа што е лошо. Нели, Никола спомна за Адам и Ева. Тие јадеа, го направија првиот греф, јадеа од плодот за познавањето на доброто и лошото. Сега, ова што ќе го кажаме е многу битно. Да го познаеш лошото, значи да го искусиш. Колку пати во животот сте биле излажани, измамени, ви украдиле нешто? А истото важи и за вас. Ќе го свртиме огледалото сега. Колку ние тоа сме го направиле врз другите? Да, значи да го искусиш лошото. Тоа значи да го познаеш лошото. И Бог затоа му даде заповед на првите луѓе, во денот кога ќе јадете од дрвото на познавањето на доброто и злото, навистина ќе умрете. Затоа ден денес ние физички умираме. Смртта е најлошото нешто што може да го искуси еден човек. Тука на земјата. Меѓутоа, Бог е добар и ни нуди решение. Секој што верува во Исус нема да умре довека, вика. Што значи тоа? Секој кој верува во Исус и да умри тука на земјата, еден ден ќе воскресне и ќе живее вечно. Иако тука телесно умираме. Меѓутоа, духовно сме живи. А доколку човек не поверувал во Исус, тогаш тој духовно е мртов. Значи тој ќе воскресне и ќе оди на Божиот суд, каде ќе биде суден според своите дела. Затоа Бог нуди решение во Господ Исус Христос. Е сега, рековме дека моралот доаѓа од Бог. Моралот го гледаме во 10 Божји заповеди, кои се апсолутни, непроменливи и универзални. Кога ќе кажам универзални, важат за секого, секаде, секогаш. Тоа значи универзални. И апсолутни, непроменливи. Значи без разлика дали одиме на почетокот од Адам и Ева или ден денес ние во ова време во кое живееме, така, или за идните генерации. Да ги прочитаме 10 Божји заповеди, или тоа е моралниот закон. Законот за морал. Се извинувам. Тоа го имаме во Излез или Исход, втората книга од Библијата, во 20 глава. Може да си ја прочитате цела 20 глава. Тука јас ќе ги прочитам накратко 10 Божји заповеди.
Прва заповед. Јас сум Господ, Бог твој, да немаш други богови освен мене. Втора заповед. Не прави идол, ниту каква слика од она што е горе на небото, и што е долу на земјата, и што е во водата, и под земјата. Да не им се поклонуваш, ниту да им служиш. Не изговорај го напразно името на Господ твојот Бог. Тоа е третата. Четвртата, памти го денот на одмор, за да го празнуваш 6 дена работи и сврши ги во нив сите работи. А седмиот ден е одмор на Господа твојот Бог. Петтата заповед, почитувај ги татка си и мајка си, за да ти биде добро и да долго да живееш на земјата. Шеста заповед, не убивај. Седма заповед, не врши прелюба. Осма заповед, не кради. Деветта, не сведочи лажно против твојот ближен. И 10-та, не пожелувај ништо што е тујо. Сите овие заповеди се непроменливи, апликативни, секогаш, секаде и за секого. Исус Христос, Господ Исус, ги сумира во две. Че сите овие 10 во две. Пократката верзија, ако ги пременуваме овие две заповеди кои Господ Исус Христос ги кажа, ги извршуваме сите 10. Господ Исус кажа: возлюби го Господа, твојот Бог, со сето свое срце, сета своја душа, сета своја сила и сите своји мисли. И втората заповед, која е слична на првата, возлюби го својот ближен како себе си. Тоа го имаме во Евангелието според Матеј, 22 глава, од 37 до 39 стих, и во Евангелието според Лука, 10 глава, 27 стих. Доколку ние навистина го возлюбиме Бог со сето свое срце, сета своја душа, сета своја сила, сиот свој разум, сите своји мисли, тогаш ние не сакаме да грешиме против Бог, ќе ги исполнуваме неговите заповеди. И доколку го љубиме ближниот како себе си, секако ќе гледаме да му помагаме, а не да му одмагаме, да му правиме добро, а не зло. Значи сето ова, не убивај, не врши прелюба, не кради, не сведочи лажно против својот ближен, не пожелувај ништо што е туѓо. Тоа ќе ни дојде природно ако го љубиме ближниот како себе си, бидејќи никој не сака да си наштети на себе си. Многу едноставно сумирано. Според ова сега што го кажав, се гледа дека ова е апсолутно непроменливо, бидејќи тоа е од Бог кажано. Тоа е Божјиот збор, кој е вечен. Господ Исус Христос кажа: овој свет ќе помине, но мојот збор ќе се исполни до крај. Значи, нема да помине, односно е вечен неговиот збор. И се што е запишано ќе се исполни. Така да, тоа ни е гаранција дека ова е апсолутно. Бидејќи Бог го кажа. Не го кажа некој мудар човек кој живеел пред стотици илјадници години, туку го кажа самиот Бог, кој го создаде овој свет, во кој живееме, кој не создаде нас и кој го знае најдоброто за нас. И сега ќе отвориме уште една тема, пошто многу луѓе често ќе речат: па овие христијаните не се добри луѓе, или вакви и христијани, има такви христијани. Има секакви христијани, но ете, сакам да го прашам Никола, моралот на Господ Исус Христос и моралот на христијаните, односно на кого луѓе што немаат читано Свето писмо, на кого треба да го базираат својот морал, пошто така и христијаните се само луѓе. И христијаните учат во текот на животот и нивниот морал треба секојдневно се повеќе и повеќе да личи на моралот на Господ Исус Христос. Сега, што е она што е моралот на Господ Исус Христос, а што е тој морал на христијаните? Околу тоа сакам малце да отвориме дискусија.
Да. Со многу луѓе што сум разговарал јас во досега, во искуство во мој живот, за Христос кога сум сакал да го сведочам, да му кажам за како пред се јас го дадов својот живот на Исус и дека е најдобрата одлука што сум ја направил во животот и што еден човек воопшто, без разлика на својата позадина и на своите верувања преходно, може да ја направи. Значи, и јас сум бил како поранешен неверник во Христос, разочаран од луѓе христијани кои наводно се нарекуваат христијани, а не знаат што Христос направи за нив, нели, на крстот, зашто воопшто се христијани не поради Исус Христос, туку поради нивните добри дела, значи нивната религиозност и така натаму. Арно, ама, знаејќи дека такво нешто постои, односно дека таа е реална слика, дека реалноста е дека и христијани, како што спомнати, христијаните се само луѓе, тоа едноставно повеќе од доволно треба да ни биде, да речам, одговор дека христијаните, односно луѓето се оние кои не се моралните, значи најморалните на светот, без разлика што се христијани, што се нарекуваат христијани, и дека моралот не доаѓа од самите христијани, туку моралот доаѓа од Господ Исус Христос, кој, како што читаше Димитар, ги беше негова идеја, да речем, ги измисли, неговите заповеди и правилот по кои треба да се држиме за да ни биде добро пред се нас на земјата, значи да ни биде добра за наше добро и за да му годиме него. Арно, ама на другата страна, кога ќе гледаме кон него, кон Господ Исус Христос, Светото Писмо на многу места во Светото Писмо повеќе наврати кажува како Господ Исус е безгрешен, како тој е совршен, како тој не само што го измисли моралот, негова идеја беа неговите Божите заповеди, туку тој совршено ги држеше, совршен живот живееше кога беше на земјата, како во човечко тело, онака живееше онака како што јас и ти и Димитар и кој било друг човек никош не сме живели, нема да живееме, ниту сме посакале да живееме толку совршен живот. И во врска со тоа би прочитал еден стих кој се наѓа во Прво Петрово послание, во Новиот Завет, во Светото Писмо, 3 глава, 18 стих, во кој вели: зашто и Христос умре еднаш за гревовите, праведен за неправедните, за да не приведе при Бога на вистина тој кој беше убиен во тело, оживе духом. Значи, тука читаме дека еднаш Христос умре за гревовите. И ако тој немавме ние, не знаевме, ако не пишеше во Светото Писмо, ако немавме доказ дека тој живеел совршен живот, ќе речеме како уште еден грешник умира за другите луѓе, си му дава својот живот, кога и тој, што би рекле народски, не е свеќе за мирисање, не е совршен, не е достоен за тоа да го направи сите мои гревови, да ги понесе, кога тој и тој безброј гревови има како мене. Но тука подолу читаме дека тој не само што умре еднаш за нашите гревови, туку тој беше праведен и тоа го направи за неправедните. Значи, праведен за неправедните. Тие три зборови во овој стих, на средината, некаде на стихот кога го читате, се според мене најклучните зборови во овој стих тука, во оваа глава, и дека треба да знаеме и се информираме, да го запамтиме тоа, дека Исус Христос умре за нашите гревови еднаш за секогаш и тој беше праведен
за неправедните го живееше праведниот живот, доброволно дојде на оваа земја за да го направи тоа. И навистина тој кој беше убиен, значи во телото дојде во телото, се отелотвори, го живееше совршен живот кој јас, ти и никој друг не би го живел, како што кажавме, не сакал да го живее и беше распнат на крст, беше убиен и на крајот воскресна. Тука вели дека оживе духом, воскресна и телесно исто така воскресна. И знаејќи го тоа дека неправедните сме ние сите во светот луѓето и тој праведниот не само што некој да речам професионално ни го одговарува прашање, туку ни дава одговор на ред други прашања кои сигурно сме ги одговориле и се поврзани со ова прашање кое го дискутираме во моментот и оваа тема која разговараме и овој стих, овие зборови кои ги читаме од Светото Писмо. Значи, ако знаеме, ние ако запамтиме дека Исус Христос праведниот умре за неправедните ги зеде врз себе сите наши гревови, тогаш ние дознаваме дека во нас имало гревови воопшто, дека не сме биле совршени, дека морало некој да пострада, а тоа е Исус Христос, Божиот Син. И знаејќи го тоа, да веруваме во Него, да веруваме во тоа што Тој го направи, во Неговата смрт, Неговото погребение, Неговото воскресение на третиот ден и зошто го направи, за кој го направи тоа. Тоа е многу клучно кога ги читаме овој стих, односно кога ги читаме овие зборови, знаејќи дека моралот доаѓа од Него и Тој беше оној кој го направи, кој го создаде моралот, кој го задржа до крај совршено и кој ни покажа нас како треба тоа да го правиме, како да го живееме, како да го држиме неговиот морал, односно неговите заповеди, неговиот закон. Фала ти, Никола. Во второ послание до Коринтијаните, во 5 глава, 21 стих пишува: Оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во Него. Значи, Исус не знаеше за грев. Не направи ниту еден грев. Но Бог го направи грев за нас. Значи, нашиот грев се препиша врз Него. Значи, Бог ги зеде сите мои, твои гревови и на оној што гледа зад камерата и ги стави врз Исус. На тој момент кога Исус беше на крстот. Значи, Бог го направи Исус грев за нас. Исус не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас. Земајќи ги сите наши гревови, односно Бог ги стави сите гревови врз Исус на крстот. За да станеме, вика, Божја правда во Него. Значи, праведноста која Исус ја имаше, животот кој го живееше праведен, и се препиша нас. А смртта која јас и ти ја заслужувавме, поради нашите гревови, му се препиша Него. И сега, ако веруваме во Исус, Бог не гледа нас како оправдани. Оправдани, не како, туку оправдани. Оправдани преку Неговиот Син. Значи, ние станавме Божја правда во Исус. Кога Бог не гледа нас, го гледа Исус. Ја гледа Христовата праведност. Зошто? Бидејќи ние веруваме во Исус. На крстот се случи размената. Бог ги стави нашите гревови врз Исус, праведноста која имаше Исус се препиша, ни се препиша нам. Тоа се случи на крстот. И сега ние сме Божја правда во Него, во Исус. Тоа само сакав да го спомнам, нешто што се случи на крстот, а ден денес важи. Нешто многу битно. Да, уште едно место каде што вели Светото Писмо дека Исус не сгреши, беше безгрешен, како што спомнав на повеќе места, така да добро што го избра тој стих, да. Да. Сега ќе отвориме уште едно прашање. Дали луѓето се добри во суштина
и прават добро без Бог. Во Римјаните, послание до Римјаните, во 3 глава, 23 стих, пишува: зашто сите сгрешија и им недостасува Божјата слава. Тука е напишано дека сите луѓе се грешници. Односно, сгрешија, го прекршија Божјиот закон и им недостасува Божјата слава. Во 1 Коринтијаните, 6 глава од 9 до 11 стих ќе прочитаме: зар не знаете дека неправедните нема да го наследат Божјото царство? Не лажете се, ниту блудниците, ниту идолопоклониците, ниту прелюбниците, ниту мажите што легнуваат со мажи, ниту ненаситниците, ниту кратците, ниту пијаниците, ниту клеветниците, ниту разбойниците нема да го наследат Царството Божјо. Такви, ова е многу битен 11 стих, а такви беа и некои од вас. Но се измивте, се осветивте, се оправдавте во името на Господ Исус Христос и преку Духот на нашиот Бог. Значи, ние бевме такви. Разбойници, кратци, клеветници, пијаници и така натаму. Неправедни. Неправедни бевме. Тоа е реалноста. Ова не го кажам за да ве обвинам. Вие имате совест. Вашата совест ви зборува дека ние сме такви. Меѓутоа, има решение, има лек. А такви вика, значи, во Коринтијаните, значи прво Коринтијаните, тоа јасно ни го пишува. Дека бевме и ние такви, но, значи во 11 стих, но се измивме, се осветивме, се оправдавме во името на Господ Исус Христос. Преку Духот на нашиот Бог. Значи, секој што е во Христос, тој е оправдан. Во Тит има слично објаснување. Во 3 глава, од 3 до 8 стих ја прочитам. Зашто и ние бевме некогаш неразумни, непокорни, скитници, робови на разни страсти и задоволства, живејки во зло и завист, мразени и мразејки се еден со друг. Но кога се јави добрината и човеколюбието на Бога, нашиот Спасител, не спаси не врз основа на праведните дела што сме ги направиле, туку по својата милост, преку капењето на наново раѓањето и обновувањето на Светиот Дух, кого богато го излеа на нас преку Исуса Христа, нашиот Спасител, та оправдани преку Неговата благодат, да станеме наследници според надежта на вечниот живот. Верно е тоа слово и сакам да го држиш цврсто. И оние кои веруваат во Бога да се грижат да одат напред во добрите дела. Тоа е добро и полезно за луѓето. Повторно тука, во посланието до Тит, пишува дека и ние бевме некогаш неразумни, непокорни, скитници, робови на различни страсти, мразени и ги мразевме другите. Но, повторно, има решение, се јави добрината и човеколюбието на Бог, нашиот Спасител. Се јави Исус и вика, не спаси според нашите праведни дела, туку преку својата милост, преку својата благодат. Ја излеа и оправдани сме преку Неговата благодат. Благодат значи нешто незаслужено, незаслужен дар. Значи незаслужен дар. Ние не заслуживме Исус Христос да умре на крстот за нашите гревови. Не заслуживме. Но Бог ја покажа својата милост, својата благодат. Благодат кон нас. И сега ќе отвориме уште едно прашање
ќе зборуваме за тоа што често има некои коментари околу тоа ако Бог е добар, зошто постои злото и неморалот во светот? Никола, што мислиш ти за оваа тема? Дефинитивно да, тоа прашање и грешното, односно неправилното, во неправилната насока размислување на луѓето, тоа самото прашање и делата на луѓето кои се случуваат во светот ги одвојува од Бог, а не ги приближува, што е тажно, се разбира. Не е добар поглед кога или не е добро нешто кога слушнеш некој го прашува тоа прашање и мисли дека Бог е крив за сите неболи што се случуваат. Спомнавме дека на Светото писмо пишува како дојде гревот во човештвото и кој е крив за сите неволја што ја имаме, сите војни, сите гладови, зашто воопшто за да јадиме треба да работиме, зашто воопшто со мака, со труд се заработува лебот, покривот на главата и така натаму. Да, во врска со тоа интересно прашање, сакам да прочитам уште од скроз првата книга на Библијата, од Стариот Завет, во Битие, 3 глава, и малце да видиме како гревот, значи според Светото писмо, влезе во човекот и што му заповеда Бог, Господ Бог, како резултат на тоа што ојде против него, односно него послушаја и јадеа од забранетиот плод на тоа дрво. Ќе прочитам од Битие, 3 глава, од 6 до 19 стих, мислам дека најдобро ќе биде, најпожелно. Таму вели, жената виде дека дрвото е добро за јадење. Значи тука сме Адам и Ева, двајцата веќе се создадени, се е создадено и Господ Бог веќе му забрани да не јадат од тој плод, и од кога беа измамени од змијата, овие стихови се настаните после тоа. Че тука вели, жената виде дека дрвото е добро за јадење, пријатно за очите и дрво пожелно за да се постане мудар. Набра од неговиот плод и го јаде. Му даде и на својот маж кој беше со неа, па и тој јадеше. Тогаш на двајцата им се отвори очите и се огледаа дека се голи. Сплетоа смоквини лисја и си направија прегачи. Тогаш го чуја гласот на Господа, Бога, кој шеташе горе-долу во градината за време на денскиот ветрец, и се сокрија човекот и неговата жена пред Господа Бога, меѓу дрвјата во градината. Господ Бог го повика човекот и му рече, каде си? Тој одговори, го чув твојот глас во градината, се исплашив, зашто сум гол и се сокрив. Тогаш му рече, кој ти кажа дека си гол, да не си јал од дрвото за кое ти заповедав да не јадеш? Човекот рече, жената која ти ми ја даде со мене, таа ми даде од дрвото па јадев. Господ Бог и рече на жената, што е тоа што го стори? Змијата ме измами па јадов, рече жената. Тогаш Господ Бог и рече на змијата, бидејќи го направи тоа, проклето да бидеш меѓу сите зверови и меѓу секое полско животно. По мевот ке се влечеш и прав ке јадеш сите денови на својот живот. Јас ке поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и незиното семе. Тој ке ти ја сотрува главата, а ти ке му ја сотруваш петицата. А на жената и рече, ке ти ги умножам многу маките на твојата бременост. Во маки ке ги раѓаш децата, твојот копнеш ке биде кон мажот твој, а тој ке владее над тебе. А на човекот му рече, затоа што го послуша гласот на својата жена, та јадеше од дрвото за кое ти заповедав, велики, не ке јадеш од него. Земјата ке ја проклета заради тебе. Во мака ке се храниш од неа сите денови на својот живот. Ке ти раѓат трање и троскот и ти ке јадеш полски растенија. Со пот на своето лице ке јадеш леб додека не се вратиш во земјата, зашто од неа беше земен, прав си и во прав ке се вратиш. Многу
мокни зборови тука прочитавме, кој Бог ги кажа, а и мокни случки. Значи, тука одма гледаме измамата, значи, после измамата одма читаме дека жената види дека е добро за јадење, значи, привлечно за очите, го зеде, го изеде плод, односно, му даде и на мажот. Значи, исто лошо што му даде на мажот да јади, и вика му се отворија очите. Значи, како што беше наречено тој плод, тоа дрво, плод на сознавањето на доброто и злото. Значи, му се отворија очите, се гледа дека се голија пред тоа, не беше пред да јадат од плодот, не беше проблем. Голи беа и немаше никаков проблем, не се засрамија, тоа е факт. Значи, овде сплетеа лисја, вели, се направија прегачи и Господ Бог, вели, кој шеташе, ги побара, викна и тие му рекоја човекот викна и човекот му рече, го чув својот глас, се усрамив и затоа се скрив. Кога Бог, овде Господ Бог нели ги праша дали јадеше од дрвото, тој му кажа дека жената зеде, му даде на мажот, да јади, и Бог му каже на змијата што ќе биде со неа, нели каков ќе биде незиниот резултат, со тоа што ги измами Адам и Ева, а му каже исто така на луѓето. Значи на Адам и на Ева што ќе биде нивниот резултат, односно нивната последица на тоа што не го послушаа Бог, односно ојдеа против него и јадеа од тој плод. И неколку работи Бог му кажа, а едно од нив пред се за жената, која му вели дека ќе ги умножи маките, на твоето време во маки ќе ги раѓаш девецата. Твојот копнеш ќе биде кон мажот твој, а тој ќе владее над тебе. И сега за човекот, мажите вели затоа што го послуша гласот на својата жена, јадеше од дрвото за кој ти заповедав велејки. Не ќе јадеш од него. Значи, пак овде се повторува дека го послуша гласот на жената, а не гласот на Бога. Јадеш од забранетото дрво и сега, за резултат, земјата, Бог му вели дека ќе е проклета заради тебе. Во мака ќе се храниш од неа сите денови на својот живот. Колку знаеме моменти и знаеме своји пријатели, познаници кои треба да работат повеќе работи со тешко со мака, да си го вадат лебот, може некој у нив сте вие и одговорот го имаме тука, во овој текст, поради гревот кој е во човекот, поради грешната природа, поради самиот човек кој одлучува да биде непријател против Бог, непријател со Бог, односно да не е во мир, да е во немир со Бог. Да не го слуша неговиот глас, да го слуша гласот на човекот, на својот ближен, како Адам што го слушна гласот на Ева, што го послуша, се извинувам, и направи како што му рече таа, а не како што му рече Бог. И двајцата паднаа во грев и понатаму преку нив целото човештво. Продолжува Бог за земјата, кажува, ке ти раѓа трње и троскот, а ти ке јадеш полски растенија. Со пот на своето лице ке јадеш леб, додека не се вратиш во земјата. И понатаму вели зашто од неа беше земен, значи од земјата Бог го направи човекот, прав си и во прав ке се вратиш. Значи човекот пред да го направи овој потек, односно да не го послуша Бог, односно да оди против Бог, од тука стана и смртта. Вели дека прав си, прав ке се вратиш. Прав ке се вратиш, со други зборови, значи ке умреш. Ти си, според тоа што го направиш, што ојде против мене, не ме послуша, си отвори врата кон смртта. Си отвори врата од се совршено, никаков срам да јадиш од кој било плод да сакаш во Едемската градина, во рајот. Тука вели, прав си, реалноста му кажува и прав ке се вратиш. Значи, си даде човекот можност пак да си даде можност општо во прво место да
може да умре и да дојде смртта преку тоа, значи. Бидејќи го послуша гласот на змијата, прво жената, после мажот го послуша гласот на жената, а не на Бог. Кога ги читаме овој текст, кога ќе видиме тука овој дел на Светото писмо, на Библијата во Стариот Завет, уште во првата книга од Светото писмо, гледаме, значи, одговор на тоа толку тешко прашање за некој таков трн во око кој до толку не ги тера да не дури веруваат во Бог, во Господ Исус, да му го дадат животот на Господ Исус Христос поради тие факти, мислејќи дека Бог е тој кој пред се го прави злото или Бог не го запира злото, а знаеме дека тука човекот го прави сето зло и човекот го замислува, го измислува сето прекршување на законот, како што го читавме пред малце, Божите заповеди, кои човекот само може и сакаше да ги прекрши, и затоа ги имаме овие работи, кои ги имаме овие страдања, овие маки, овие тешки моменти и заработување на лебот со пот и со тешкоти поради таа грешка, поради таа непослушност на човекот према Бог. Фала, Никола, за исцрпното излагање. Сега, ајде да споделиме некој лично наше искуство, пример. Какви ние сме мислеле дека сме пред да поверуваме во Господ Исус Христос, какви сме биле навистина во очите на Бог и какви сме денеска. Еве, јас ќе почнам за мене. Јас пред да почнам да читам од Светото писмо, пред да се запознам со Господ Исус Христос, јас мислев дека сум добар човек. Да, некогаш сум му помогнал можеби на некоја бабичка, на некој дедо, сум имал, добри оценки на училиште, но никогаш не сум, секогаш сум се споредувал со останатите луѓе, така. Јас немам отепан човек, не сум во затвор, тој што има отепан човек е полош од мене, така да јас сум окей. Стандарден, просечен македонец. Но, каков сум бил јас во очите на Бог? Според Светото писмо, според се ова што го прочитавме, јас сум бил противник на Бог. Сум одел против она што Бог го каже. Не лажи, не кради, не врши прелюба, не посакувај ништо што е туѓо. Јас сум Господ твојот Бог, немај други богови освен мене. Јас имав други богови освен Бог. Тоа беше фудбалот во одреден момент од животот. Славата, парите и така натаму. Но Бог и Светото писмо е огледало. Јас навистина сватив како сум пред Бог. И дека ми е потребен спасител. Дека ми е потребно простување од Господ за она што сум го направил, што сум живеел без Бог, што сум живеел безбожно. Сум сватил дека ми треба Господ Исус Христос. И сега, какви сме сега е прашањето? Денеска, јас верувам во Господ Исус Христос, далеку сум од совршен. Но, имам простување на моите гревови. Свесен сум за тоа што сум сгрешил, не бегам од тоа. Бог знае, јас сум свесен, тоа го носам пред Бог. Бог го осветлува. Значи, го осветлува во моето срце. И знае се што сум направил. И свесен сум дека ако се појавам пред Бог со мојот грев, тогаш Бог ќе ми суди праведно и јас заслужувам да одам во пеколот. Меѓутоа,
Бог не го сака тоа за ниту еден од нас. Затоа го испрати Исус да умри на крстот за нашите гревови. Сега, јас го верувам тоа дека Исус умре за сите мои гревови. Свесно. Свесен сум за тоа што го направив, свесен сум за тоа што заслужувам и свесно го предадов мојот живот во рацете на Исус и го прифатив Исус за мој Господар и Спасител. И сега, јас сум Божјо дете. Бог е мој татко. Преминав од Божи непријател во Божи пријател. Преку Исус. Не самиот. Не со моите праведни дела. За да се фалам јас и колку сум праведен, колку сум добар. Не. Не сум добар, не сум праведен. Само верувам во Господ Исус Христос дека тој немаше ниту еден грев. Ги зеде сите мои гревови на крстот. Умре на крстот за моите гревови. Беше погребан и воскресна на третиот ден. И поради тоа што го верувам, имам прошка на моите гревови. Бидејќи за нив плати Исус. Тоа е мојата состојба, позиција во моментот. Затоа фала му на Господ. Тоа не е моја заслуга. Јас имам 0%, една голема нула заслуга за тоа. Никола, твој личен пример, искуство? Да, секој кога ќе дојде до искуствата, јас мислам дека посебно за ова тема за Бог најделотворни се тие моменти. Најкај како што сум кажал порано преходно на преходните епизоди на ова емисија, на овој подкаст, јас тоа што најповеќе ме направи пред да го предадам животот на Христос и моментите и некое време пред тоа беше омразата према мојот татко поради тоа што е тој христијанин и го мисли недоброто за мене, како што зборувавме денес, како Бог според тоа што ги даде заповедите и тоа што ни има кажано да не го правиме, ние мислиме дека тоа е за наше лошо, дека тоа е нешто рестриктивно, дека Бог става рестрикции на нашиот живот, но тоа е за наше добро. Тоа беше во мојот случај, како што читаше Димитар тој стихот за какви бевме ние, нели? Бевме мразени, ама и ги мразевме другите. Тој бев јас, мразев другите, пред се како да не спомнам своите, својот татко да не го сакаш и да поради глупава причина, сега гледајќи од овој аспект оправдан преку Христос, гледајќи од овој аспект не била баш разумна причина и не била баш разумна ни одлуката, што таа била причина за јас да не го следам Христос и да не верувам, а исто така многу е битно, според мене, според тоа што сум го искусил, битно е обкружувањето твое, нашето обкружување со кој се дружиме и дали тоа што ни го велат, односно конкретно со прашање дали не, да речам, ни ја полнат главата со тоа што на секој ни велат ти си добар или обратното. Оти има различни случаи кај различни луѓе, кај некој обратно, како што ние, може двајца да сме мислели и ни велеле одоколу нашите блиски, нашите пријатели, дека сме супер, дека не сме, што каже тој, ти не си убил, никош во затвор не си легнал, си супер, ти си одличен, нема грев во тебе и според тоа ќе си речиш ти дека Христос не ти треба воопшто. Тоа беше кај мене на некој начин, ама од кога, или како што кажав, и преку немам кажање преку тој филм, разбрав дека Господ Исус Христос колку многу ни прости нас и кој сум јас да мразам други луѓе кои апсолутно ништо лошо не ми направиле и
колку пред се јас сум заслужувал да ме мрази Бог, а не ме замрази, туку ме возлюби до крај и до крај се даде за мене, до крај ги издржа маките на крстот. Тоа беше тоа што ме поттикна да верувам во Него и да го дадам својот живот на Исус Христос и да заприметам пред се дека сум грешен. Значи почна од тоа, од тој грев, од таа омраза, од мојата омраза кон мојот татко и па натаму на некој начин беа откриени како Бог ми откриваше со тек на време другите гревови кои што сум ги правил во животот, кои што сум мислел дека се во ред, дека се супер, ако подизлажиш малце, подкрадниш малце, дека ако е малце не се важи воопшто, а тоа ако не е така точно, ако си украли 2 денари, што се 2 денари, ако си украл, си крадец, тој што кради, го нарекуваме крадеци, не оди го нарекуваме, туку таа е вистината. И сега оправдан преку крвта на Христос, знаејќи дека онај е тој кој праведен умре за неправедните и го зеде мојот греф и преку вера во тоа дело на крстот, неговата праведност, како што читавме, ми се препишува мене, јас знам дека сум избавен од тие гревови, таа темнина во која бев, во која живеев во мојот живот, и сега радосно и весело го живеам животот за Христос, а мртво за гревот. Тоа е тоа што ми го откри Бог и што ни го откри Бог, бајцата и на сите други кои веруваат во Христос, и тоа е тоа што би му го посакувал на сите вас да го предадете животот на Христос и да верувате во Него, бидејќи како што секој еден други христијани, секој еден кој што сум разговарал, ми рекол дека недобрата одлука во живота е направил да му го даде животот на Христос и не се кае што е направил таа одлука, така и за нас е, и се надевам дека ќе биде за вас, после гледајќи ги, посебно после што ќе видите ова епизода или може и преходните епизоди од нашата емисија. Амин, така е, Никола. Сега да му поставиме прашање на гледачите. Дали знаете дека постои Божи суд и дека секој кој ќе оди на тој суд ќе биде суден според своите дела? Сега, дали вие сте прекршиле некоја од заповедите и ви е потребно простување? Секој сега во моментот нека се запраша. Дали прекршил некој од заповедите? Доколку се појави денеска пред Божиот суд, дали ќе биде во Божиото царство, кај Бог или во пеколот? Тоа е сериозно. Затоа ќе ви прочитам за решението. Ние треба да бидеме свесни дека сите сгрешивме. Нашата совест ни сведочи дека сме сгрешиле, но има решение. Уште еднаш ќе го прочитам решението. Решението за простување на нашите гревови. Во Евангелие според Јован, во 3 глава, од 16 до 21 стих пишува: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Оној што верува во него нема да биде суден, а оној што не верува, тој веќе е осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Син Божи. А ова е судот. Светлината дојде во светот, но луѓето повеќе ја засакаат темнината отколку светлината, зашто нивните дела им беа зли. Зашто секој што прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат разоткриени неговите дела. А оној што твори вистина оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидејќи во Бога се извршени. Сега го молам Никола, односно
ќе се молиме заедно и еве ќе го повикам Никола да се моли една покајничка молитва која вие може да ја повторувате. Океј, може. Фала ти, Господи Исусе Христе, што после читање на овие стихови ми откри за мојата изгубеност и кој сум јас на вистина во Твоите очи, бидејќи јас во моите очи сум добар, но Ти знам дека праведниот за неправедните како мене пострада на крстот и беше погребан и воскресна на третиот ден од мртвите. Го верувам тоа со свое срце, но пред сето тоа, бидејќи заприметувам и дознавам дека сум грешен пред Тебе и без Тебе сум изгубен грешник, те молам Ти, Господи, да ме простиш за сето што сум направил, сите гревови, и те молам Ти од сега да ме водиш во мојот живот и Ти, Господи, да се прославиш во мојот живот, бидејќи верувам дека Ти си патот, вистината и животот, дека никој не доаѓа пред Таткот освен преку Тебе, Исусе. Ти благодарам уште еднаш за тоа и Ти го давам мојот живот на Тебе и верувам дека еден ден после смртта ќе бидам со Тебе заедно и дека ќе живеам вечно во Твоето царство. Во името на Исус. Амин. 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 Долку навистина вие молевте оваа молитва и се обративте према Бога и поверувавте во вашето срце дека Исус умре на крстот за вашите гревови, дека беше погребан и дека воскресна на третиот ден, тогаш вие преминавте од смрт во живот. И како што пишува во Евангелието според Јован, 3 глава, 18 стих, вие нема да бидете судени, односно, вас ви е простено. И сега вие сте Божји деца. Вие сте деца на Бог. Вие треба продолжите да имате личен однос со Бог, да читате во Неговото Слово и да се молите. Да се молите на Бог во името на Исус. Ви благодариме што гледавте оваа трета епизода и се гледаме во наредната. Пријатно!